Од трите клучни демографски двигатели, наталитетот, морталитетот и миграцијата, најзагрижувачки е третиот. Барем за сега, намалувањето на населението многу повеќе се должи на високата стапка на иселување, отколку на ниската стапка на наталитет. Светскиот извештај за миграции за 2020-та ја бројува Северна Македонија меѓу 20 држави со највисока стапка на иселување. Според предвидувањата на експертите, се очекува оваа тенденција да продолжи. Со намалување на бројот на работоспособно население, ќе се зголемува товарот врз здравствениот, социјалниот и пензискиот систем. Во болниците се помалку здравствени работници ќе треба да се грижат за се повеќе пациенти. Ќе се намалува бројот на деца во градинките, на ученици и студенти во училиштата и на факултетите. Понудата на пазарот на трудот ќе се намалува, а економијата ќе стагнира. Освен, ако не успееме навреме да ги сопреме овие трендови. Во 2002 година вкупниот број на млади на возраст од 15 до 29 години изнесувал 480.828 или 24% од вкупното население. Според податоците од 2021 година, бројката за оваа категорија изнесува 326.733 или 18% од вкупниот број на населението. Во рок од 20 години, бројот на млади на возраст од 15 до 29 години е намален за над 150.000 граѓани. Или слободно можеме да кажеме дека оваа возрастна категорија се намалила за околу 1/3.